Иранската војска тврди дека повторно го затворила Ормудскиот теснец Садне Гира, поради непочитување на првата од 14 точки на договорот, а тоа е прекин на огнот на сите фронтови, вклучувајќи го и Либан. Техеран со предупредување ќе бидат во опасност сите бродови кои ќе се приближат до заливот. Подпредседателот на САД, J.D. Венс, пред да слета во Швајцарија, каде деновиве ќе се преговара за крај на војната, изјави дека не постојат докази дека теснецот е затворен. Напротив, вели дека низ него вчера поминале 55 танкери со 16 милиони барели нафта. Трамп пак се закани дека ќе воведе царини на Ормудскиот теснец, ако разговорите со Иран не успеат во следните 60 дена. Сепак сите очекувања се дека договор ќе биде постигнат, а со тоа економиите ќе почнат да се стабилизираат. Цената на нафтата во моментов се движи околу $80 за барел, но периодот кој следи може да се очекуваат и пониски цени. Сакам да имате предвид дека дури и Ормудскиот теснец да се отвори, тие танкери бродови кои што таму ќе тргнат, ќе треба еден месец да стигнат до дестинациите каде што треба да стигнат. Тоа не може денес како тргнат утре да се таму. Така што и тоа ќе биде еден процес кој што ќе потрае, нема да биде така брзо едноставно. Но имајќи предвид сите овие аспекти и имајќи предвид дека на мировна маса се и Израел и Хезболах, така да очекувам да се заокружи оваа криза и да влеземе во помирни води што би значило до крајот на годината просечна цена за барел меѓу 70 и $80. За новата цена на горивата кај нас утре ќе одлучува регулаторната комисија за енергетика. Според пресметките на премиерот, се очекува дизелот да поевтини за 7, а бензините за 4 денари по литар. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.